Трупче праше го што прави? Кике? Да. Кике? О, чкрта нешто пишува. Некој линии криви прави. Пишувам, мајко, пишувам. Со глава измислувам. Ама што пишуваш? Нова книга за деца. Опа, си станал писател, а? Не сум станал, туку што седнав, а писател сум си. Ама зашто пишуваш? А пишувам за деца. Арно, ама што за деца? Па книга за деца. Ама Што? Ама сака да рече на која тема? Па и што не рече? Па, толку му не знае, се збунува. Ти, Трупче, значи навистина не си записател. Не си, мислам, сакавме ние двајцата да бидеш и ти писател, ама очигледно треба се уште да зрееш. Треба да стоиш на сонце, да ти тураме ние вода од озгора, а ти истовремено да читаш. Да читаш книги, Да. човече ама Трупче. читам. Книги. Што читаш? Читам романчиња, стрипови, читам на телевизија, се си читам. Ти! Јас! Ти читаш на телевизија вести? Како спикер? Ти! Не, како спикер? Што се збуни, ајде? Не, Ајде, читам на телевизија, кога гледам филмови, на дното од телевизорот излегуваат вака букви и тие си ги читам. Оу, литературата голема. Треба да читаш книги, да влегуваш во светот на фантазијата, да читаш големи, мали, долги книги. Тоа е правата работа. Треба, човече Трупче, да се внесеш во тој свет, во чудесниот свет на фантазијата, како што рече Тинче, и на авантурите, да живееш со тие ликови. Еве, само слушај што сум напишал јас. Ама што си напишал? Нова книга за деца. Почнува вака. Сонцето како да слегло на земја. Горещина. Изгор. А може би затоа капачите исполегнале по песокот или се нурнале во водата. А таа, мислам, водата се обидува да се спаси од врелата сончева преградка, па некако бега настрана, удира во крајбрежните карпи, се распрснува во илјадници капки и ги тревожи најблиските капачи тука што лежат. А со капчиња? Капачите? Кој како? Капачите? Ама капчина? Ама какви капчиња? Не спомнав капчиња никак. Како не спомнам, постојано нешто карпи, капачиња, капи, не знам. Стилот некако ти е... Ама јас можам така да пишувам. Ајде се, ајде. Тој ќе пишувал. Па ти човече, Трупче, како можеш да пишуваш со мојот стил личен? Јас имам свој личен стил, ете тоа ми е стил, капачи, капачиња, карпи, капки, тоа си е мој стил. Еве, например, Џорџ Мајкл. Чекај. Да го земеме чекај се. за пример. Кој ти е тој писател? Кој сега тој? Ма не, каков писател. Џорџ Мајкл, и сите деца го знаат, така ли е деца? Џорџ Мајкл е рок звезда во светот, тој игра, пее, си има свој стил. А тој го има земено... Чекај. Мајка му на Џорџ? Не, каква мајка? Чекај, сега ќе ти кажам кој кому му е роднина. Џорџ Мајкл игра со свој стил, ама игра со стилот на Мајкл Џексон. А сестра му на Мајкл Џексон има исто така исти стил како овој зашто препишала од него. А пак Ели Романова што стил има исти препишан од овие тројца, Кој е? ама Ели Романова сега дајте ако може да видиме Ели Ајде. Романова. Знаете како игра? Знаете како пее? Оу, па тоа треба да се чуе.
inside. Something special, something secret in your eyes. For just one moment, to be woman, I can. That's your side. Sometimes I think that you never understand me. Maybe this time's forever. See, you can be. Whoa, whoa, that's all I wanted. Something special, someone secret in your life. Just for one moment, to be woman, I can. In my side, sometimes I think that you never understand me. Then something tells me together, see you happy. Whoa, whoa, I will be your father, baby. Put your tiny hand on mine. I will be your creature, baby. Anything you had in mind. I will be your father, baby. I have any love but cry. I will be the one who loves you till the end of time. Видиш што е стил? Тоа, па пење, па супер. А ја што знам една Ана? А Ана што знае една песна за Галебот? А ја што не ја знам ни Ана ни Галебот, а што сакам да ги видам? И да ги чуеш. Галебот и јас се гледаме и играме веќе еден час на Јадранско море. Галебот и јас. Јас со бродот плувам по сините води, а Галебот горе лета и по бродот плови. И Галебе летај, да блеска зрак, а утре одморени ќе играме пак. Што ништо, бре? Што ништо? О, чекај јас да видам што правите вие таму зад телевизорот. Ај, Опа. ај, си лежат. Си јадат, си пијат. И ништо не работат. Епа не може и да работат и да гледаат телевизија. Па добро де што сте запнале толку. И гледањето во телевизија може да значи работа. Бре, ту.
Бре, ту. Да, Ако ве гледаат вас двајца, знаете што има да научат? Има да научат само да зборуваат надолго и на широк. Хајде, да се забораат. Да се чита книга. Нова книга за деца. Што сега? Ништо. Нешто? Гледате сега како се пее. И игра. Играат Боби и Ели. Never touch me, babe, till it's touch at you. And when you touch me, all the beautiful for you. So hold me tight, told me you'll never leave my side. Stay loving me, boy, loving you, boy, all the time. Hey, I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. You're my breath. Give me the softest hurry. And how many kiss me? I do anything for you, for you. So hold me tight, tell me you'll never leave my side. Stay loving me, boy, loving you, boy, all the time. Well, I've seen you laughing. Well, I've seen you laughing. Hey, I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. I promise you. I'll take you. Get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready, get ready. I promise you, I'll take you away. Get ready. Дали знаете, дали сте чуле, две мравки се степале, очи се извадиле, на земјата се кутнале, па се изгазиле. Леле, какво чудо, леле, колку се луди. Мравки се, а пак се мразат. Мравки се, а пак се газат. Дали знаете, дали сте чуле? И што сега? А? Ништо. Што беше ова?
Аве, најава дека нешто ќе се случи. Да, ќе евоцираме спомени. И тоа спомени за Златното славече. Точно Маца пред 2 години како ги поздрави гледачите во универзалната сала. Каде? Во универзалната сала. Скопје, град мој, личен како цвет, како тебе нема на целиот свет. Прекрасен, вандар, калато, водна, секој каче е мило и згодно. Секој ден рахнеш со улици и згради, за нас и среќа што бликаш во гради. Сонцето на тебе блика, белина вишне злат, песнава за тебе звуни, песна за родниот град. Ти донеси раскрилен гордо, светок за љубов и труд. Детството, радост и смеа, во тебе развива цуд. А некогаш разурнат беше, расплакан тажен и клет. Кон тебе подаде раце, целиот градски свет. Песнава милно да екне, да лети слободна шир. Во тебе вечно детува, солиреност, љубов и мир. Ти донеси раскрилен гордо, светок за љубов и труд. Детството, радост и смеа, во тебе развива цуд. А некогаш разурнат беше, расплакан тажен и клет. Кон тебе подаде раце, целиот градски свет. Целиот градски свет. Јоже беше малечо, се уште во пелена, а во срце мајчино, тага беше вселена. А во срце мајчино, тага беше вселена. Како ќе ги нахрани сите ушти зинати, тие лични цветови од градина скинати, тие лични цветови од градина скинати. Таа мајка Титова, како сонце блесната, живее во сите нас, еве и во песната. Таа мајка Титова, како сонце блесната, живее во сите нас, еве и во песната. Но мајката Марија не клекна пред маката, беше горда стамена, да и цути раката. Беше горда стамена, да и цути раката. Уште рано внугрите, пред утро обелено, и таше кон полето во Загорје зелено, и таше кон полето во Загорје зелено. Таа мајка Титова, како сонце блесната, живее во сите нас, еве и во песната. Таа мајка Титова, како сонце блесната, живее во сите нас, еве и во песната. Каде застанавме? Каде? Кај книгата? Нова книга за деца. Која нова книга?
Нема нова книга. Ние вака се договоривме. Овде да ни се јават сите другарчиња што мислат дека можат да напишат роман или барем збирка песни. Па, да си ги читаме заедно. Грешка, леле кутрата јас, мајката почна да се јаде, ми јас нема малата наде, но пред малку тука беше, во собата наша, кај отиде таа праша, може би дошол некој војк, во собата крушум стапнал, тој надето ми го лапнал, а пак наде сирка за печката и се смешка, мамо грешка.